Агенцијата за храна и ветеринарство потврди присуство на болеста птичи грип во некомерцијално одгледувалиште во селото Градец Виничко, каде како миленици се одгледувале фазани, пауни, лебеди и подполошки. Потврдата за присуство на болеста е направена врз основа на лабораториски наод од Ветеринарниот институт при Факултетот за ветеринарна медицина од Скопје. Болеста лабораториски е потврдена по угинување на неколку фазани и пауни, пошто донесено е решение за прогласување на болеста и издадени се заштитни и контролни мерки заради сузбивање и спречување на оваа болест. При тоа наложен е и надзор на официјален ветеринар, а нештетно се отстранети 55 птици. На одгледувалиштето се спроведени мерки за чистење, дезинфекција, земени се и примероци за дополнителни лабораториски тестирања. Во населените места Градец, Лески и во Виница, околу одгледувалиштата каде што е потврдена болеста, ветеринарните друштва спроведуваат попис на сите одгледувалишта на живина, вклучувајќи ги и оние на водни птици и гулабарници. Агенцијата за храна и ветеринарство издаде мерки за затворање на живината и другите птици во одгледувалиштата, за да бидат изолирани од контакт со други птици, живина или диви птици. Наложени се и мерки за следење на движење на живината и другите птици, како и трговијата со месо и јајца и на возилата кои се поврзани со живинарската индустрија и што можат да го рашират вирусот на птичиот грип. Агенцијата за храна и ветеринарство апелира секоја промена во здравствената состојба на живината и дивите птици, како што е зголемена смртност или клинички знаци што укажуваат на птичи грип, задолжително да се пријават до надлежниот официјален ветеринар или ветеринарно друштво. Поради големиот потенцијал за инфекција кај луѓето се препорачува лицата кои работат или се во контакт со живина за која постои сомневање дека е заразена со оваа болест, да носат лична заштитна облека која вклучува и маски за лице, заштитни очила, ракавици и чизми. Компанијата Amphenol Technology Македонија почнува изградба на уште еден производен погон на површина од 3500 квадратни метри. Погонот ќе се користи за производната програма на кабли и опрема за автомобилската индустрија. Новата зграда ќе се гради до постојните производни капацитети кај селото Тракање, со што компанијата која 100% е извозно ориентирана ќе добие вкупно околу 30.000 квадратни метри покриен простор, во кој во моментот се ангажирани 2700 работници од Кочани и од соседните општини. Камен темелникот е врзан за автомобилскиот сектор. Тој ќе биде зголемување на капацитетите и нови проекти за автомобилскиот дел. Не е нешто, да речем, некоја голем новитет кој што не го знаеме. Сигурно дека планираме некои нови производи и нови процеси да инсталираме таму, и тоа пак поврзано со автомобилскиот дел и тоа што го веќе работиме. И тоа не е само тој камен темелник, тоа е зграда која што треба да биде готова до јуни. Ние во август уселивме нова зграда за Телеком, делот што ни работи. Спремаме сега нова која што треба да почне во декември, до крајот на декември треба да стартуваме и таму, и тоа е нешто врзано со така некој повеќе телекомуникацијски сектор. Прошируваме, така да имаме повеќе активности скоро во поголем дел од деловните единици кои ги имаме, и затоа морам да кажам дека сме оптимист за наредниот период и покрај целата ситуација и сите овие предизвици со кои се соочуваме. Со отворањето на новите производни погони се очекува едната година кога Amphenol Technology Македонија ќе ја прослави 10 годишнината од постоењето, со сегашната динамика на вработување да се надмине прагот од 3000 вработени. За дел од нив, стручното усовршување се спроведува во компаниите на американскиот концерн Amphenol во Германија, Данска, Србија и другите европски земји. Близу 6,5 милиони денари се планирани да се инвестираат идната година во рамки на програмата за изградба на системи за водоснабдување во општина Кочани. Најголем дел од парите, односно 4 милиони денари, се наменети за изградба и реконструкција на водоводната мрежа за новите објекти,
каде ќе бидат сместени социјално загрозените лица, за лесната индустрија, населбата Усова чешма, местноста Прокарка и Монополски Бавчи, како и на други локации во градот и населените места. За изградба на препумпна станица пак планирани се 1.750.000 денари. Останатите средства во висина од 700.000 денари се наменети за надзор на потисниот цевковод. Сумата од околу 100.000 евра за подобрување на водоснабдителните системи од општина Кочани ја оправдуваат со тоа што во изминатите години се продадени повеќе градежни парцели за индивидуално домување, за индустријски и преработувачки капацитети, како и за викенд куки. Бидејќи постојната водоводна мрежа во повеќе населби е стара и не ги задоволува потребните количини вода, предвидено е изградба на нови и реконструкција на постоечките линии со поголем капацитет. Програмата за инвестиции во водоснабдувањето за наредната година ќе се најде на разгледување пред Советот на општината на седницата што е закажана за понеделник. Малолетник од Виница завршил на лекување во клиниките во Скопје, откако тешко се повредил при паѓање со велосипед. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека на 9 ноември во 14 часот во полициската станица во Виница било пријавено дека на улицата Братство Единство малолетник од Виница кој управувал велосипед изгубил контрола и излетал од коловозот. Во несреќата малолетникот се здобил со тешки телесни повреди. Тие му биле констатирани во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. Полицијата направила увид на местото на настанот за да се расветлат причините поради кои дошло до повредата. Одделението за внатрешни работи од Кочани пак поднесе кривична пријава против 36 годишната Б.Ј. од Кочани. Против неа постојат основи за сомнение дека сторила кривично дело спречување службено лице при вршење службено дејствие. На 10 октомври годинава пријавената со употреба на сила спречила судски доставувач при достава на службени материјали. При тоа физички го нападнала, а со остар предмет му го оштетила и возилото. Библиотеката Искра ги продолжува активностите за одбележување на месецот на книгата, во чии рамки се одржа и втората промоција на книги. Пред читателската публика беа представени книжевните дела Јавачот и Судбини од авторката Бранка Цветкова од Струмица. Романот Јавачот е рационална новела, која представува едноставно, читлива и прифатлива сторија што ги привлекува помладите, но и постарите читатели. Романот Судбини пак е допадливо литературно дело кое освојува од прва, вистинско книжевно огледало во кое множно читатели ќе го пронајдат својот лик или ликовите на ближни луѓе, што ги препознаваат во стожерните ликови од романот. Ова ми е 6-та книга. Имам 5 романи и една проза и поезија. Така да пишувам и поезија, но повеќе сум фокусирана на... Уствари тоа ми е исто, но тоа ми лежи прозата. Пишувам... Јас сум романсиерка, всушност. Промотор на книгите на Бранка Цветкова беше професорот Иван Котев од Струмица. Извадоци од двата романа на Цветкова читаа ученици од кочанските основни училишта.